K15! Добар ден! Денеска ние ќе збориме за јајца у боја. Самиот збор кажува да е тоа уствари за Великден. На Великден се фарбат јајца како би ја промениле бојата, и би биле лепши за овој голем христијански празник. Дали јајцата ќе ги фарбаш или ќе ги вапцаш, тоа е потпуно исто, тоа ни ја менјат, резултат е јајца у боја. И има некои што ме питат мене стално, дали Боже сите јајца да се фарбат, односно да променат бојата, и ја увек и викам да, Боже, меѓутим колку фарбате пржени јајца или тој такозвани омлет, истите нема да бидат тогу укусни, најме блюткави ќе бидат. И ние зато денес дојдовме од оваа фарма да видиме како луѓето се занимаваат со тоа и да дојде да може, за да не фарма после, него они у предходно ги хранат и ние сега ќе видиме како е тоа. За да не се фарбат јајцата, они ги исто има тука, ги изучават, ги ранеле со кетчап и со друго, за да бидат јајцата црвени, меѓутим добиле само кокошарник со црвени апликации и они се вадат после кој викат, ако тоа убаво дошло. Исто онда има, ги дават, ги ранат со букова туцана цигла доктец и еднаш само слушам тамо кој му вика инженер, туш. Зошто? Кокошките се на леđa, вика ој, и бубре сео, и одак предоше да она кога ги сфарбале исто со фарбериците што им се пушта бојата, дека се перат, и стават јајцата, и они попримат, и то они да станат ово, меđутим, има тоше еден багуп што е тамо, они би пушти на центрифуга, и свело, и им се офарбава жути фарберките, и виша не им стоева добро. А исто овде имаме една група французи, кои што сега ќе им отпеат една песма и они се од Саеб дојдени од Франција, за да биде љуската потврда, има специјална терапија. 3, 4. La place rouge est tout vide. Je suis la monnaie et mon guide jusqu'à destiner le président Sophia. Sophia. Merci. K15!